Ученици, добар ден! Денеска ќе присуствувате на наставниот час по ликовно образование за второ оделение. Јас сум наставничка Розе од Основното училиште Коле Неделковски, Скопје. Денешната наставна единица ќе биде насока на линија. За таа цел ќе цртаме на тема пуштање на змејови. Тоа што вие треба да го научите на овој час е да умеете да го очувате и разликувате линии и нивни насоки, да стекнете поголема сигурност и контрола на движењето на раката, да работите педантно, истрајно, самостојно при цртањето и секако да развивате љубов кон ликовната уметност. За овој час ќе треба да подготвите стара хартија како подлога за работа, лист од блок број 4 и боици, дрвени, мрсни или пастелни. Најнапред, ученици, да се подсетиме на семејството од линии кои ги користиме при цртањето на разни форми и фигури кои се околу нас. Еве го моливчето, тоа држи права линија и оваа права линија е во моментов овде во коса насока. Со виолетова боја гледаме едно множество од прави линии, но тие се движат во различни насоки. Коса нагоре, коса надолу, повторно коса нагоре и така натаму. Потоа гледаме една затворена искршена линија, исто така линиите од кои е составена се прави, но се движат во различни насоки. Овде забележуваме крива линија, затворена, која ни формира кружна форма. Со црвена боја е обележана една крива отворена линија, можеме со неа да нацртаме река, планински пат и така натаму. И овде забележуваме со сината боја една затворена крива линија, каде гледаме дека постојано при движењето на раката со моливот или боичката ја менуваме насоката на цртање. Овде веќе можете да видите линии во неколку насоки. Со црвенава боја е прикажана легнатата, со црвена боја е прикажана линијата во легната или уште ја нарекуваме хоризонтална насока. Може да не асоцира, да не подсетува на некоја авионска писта, например. Сината линија е покажана во вертикална и справена насока, не подсетува на некоја бандера. Со зелена боја се прикажани коси линии во различни коси насоки, тие се прави линии, а со сина боја истовремено покажуваме и крива линија која што се движи, ја цртаме во коса насока. Постојат многу коси насоки на движење на линиите. Овде веќе гледаме примена на линиите, било да се прави или криви, во легната, исправена или разни коси насоки. Ги забележуваме при пишувањето на броевите, пишувањето на буквите од азбуката, ги забележуваме при цртањето на геометриските 2D форми, ги забележуваме при цртањето на геометриските 3D форми. Сега можеме да погледнеме некои форми кои ги гледаме и во нашето окружување, во нашата околина.
Ако сакаме тоа да го нацртаме и пренесеме на лист хартија, користиме боичка и ја движиме боичката со раката во разни насоки. Еве нашата училница, забележуваме коси линии, прави линии коси, забележуваме повторно овде кај парното, вертикална линија. Кај тениското игралиште исто така користиме линии во разни насоки, коси, исправени. Ова е клупа, ногарките се нацртани со исправени вертикални линии. Бандерата ја цртаме вообичаено во вертикална, исправена насока. Еве некои фотографии од природата, гранките на дрвјата, тука ги забележуваме косите насоки на повлекување на линија. Сончевите зраци исто така забележуваме дека имаат при цртањето многу голем број на коси линии. Македонското знаме, зраците ги цртаме исто така со коси линии. Централниот дел во средина со крива затворена линија, движиме во вертикална насока, менуваме во хоризонтална, понатаму во вертикална, завршуваме со хоризонтална насока. Крстот наводно. Вертикална насока забележуваме, хоризонтална насока, крива линија за сртот работ на планината и таа се движи во различни коси насоки. Повторно некои слики каде гледаме форми од природата. Гранките на елката исто така ќе ги нацртаме со користење на линии во разни насоки. Вертикална, коса, дрворедот во шумата, забележуваме овде најмногу вертикални насоки со на движење на линијата со кои ги цртаме дрвјата. Сончев. Вертикална насока кај вертикална насока кај дршката на сончогледот, ливчињата на сончогледот во коси насоки, понатаму трските во езерото во вертикална насока. Сега видовте овде некои цртежи од ваши ученици кои ги изработиле користејќи разни видови линии во различни насоки. Петлена ливада, градба, манастир во планина и еве еден килим од нашиот македонски фолклор, каде забележувате линии исто така во различни насоки за да се нацрта шарата. Денешната задача за вас ученици е да нацртате цртеж на тема летање змеови. Летањето змеови е забава на кинезите. Тие прават и надпревари, каде се надпреваруваат во најубаво изработен змеј, во змеј кој најдолго се лета, се задржува во воздухот. Таа забава се одржува на ливада. Кога дува ветерот, повисоко ги крева змеовите леталата. Така вие денеска користејќи линии во коса, хоризонтална или вертикална насока, ќе нацртате летало, змеј од вашата фантазија. Потоа ќе го украсите со форми по желба и обојте го. Готовиот цртеж можете да го закачите на вашиот зид од вашата соба и еден ден, собирајќи повеќе цртежи, да направите изложба. Следуваат слики на змеови. Некои се нацртани, некои изработени. Приметувате живописни бои, тоа е карактеристично за змеовите. Овде забележувате змеови
и во разни некои интересни форми на животни и на овие слики исто така се забележуваат линиите во разни насоки, со разни бои и евеа таа ливада и веселото расположение на девојчето кое го лета летало својот змеј. Можете овде да видите изработки на ваши другарчиња, летала, и ова е една изработка од ученик со која учествувал на ликовен надпревар. На крајот, ученици, ви посакувам пријатна работа и до следно видување.